Здраво, ова е бонус издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е прогнозата за добитниците на Оскарите, кои ќе се одржат на 9 февруари 2020 година. Јас ќе потенцирам добитникот кој што сметам дека ќе ја освои наградата, а потоа ќе елаборирам зошто го издвојувам него и во некои категории ќе ги потенцирам моите фаворити кои сум свесен дека немаат шанси да се доближат до статуетките, иако ги заслужуваат. Оваа година има интересни филмови кои се влезени во потесниот круг на наградите, за кои можете да слушнете подетална анализа во 11 засебни епизоди на емисијата. 7 членови на Академијата ќе може да гласаат за овие филмови, а во продолжение јас ќе ги споделам моите прогнози. Започнувам. Во категоријата најдобар филм, наградата сметам дека ќе му припадне на 1917. Филмот доста доцна влезе во трката за Оскар, меѓутоа има страшно големо лоби што му овозможи да земе глобуси, а оваа година има 10 Оскар номинации, исто колку и BAFTA номинации овој воен филм во еден кадар, иако станува збор за одлично снимен филм со проблематично сценарио, победата ќе биде незаслужена, затоа што според мене Паразайт е најдобриот филм за годината од понудената конкуренција и пред се морален победник на овие Оскари. Во категоријата за најдобра режија, наградата сметам дека ќе ја добие Бонг Јун Хо за Паразайт. Корејскиот режисер успеа да постигне баланс помеѓу најразличните стилови и жанрови во делото, не дозволувајќи да се компрометира силната идеја зад болестите на капитализмот, кои беа разбрани на сите јазици. Заслужено ќе биде наградата, меѓутоа сме биле сведоци дека се наградуваат режисери само поради името, па затоа Скорсезе и Тарантино може да ги слушнеме како добитници, или пак Мендес и Филипс да изненадат во оваа категорија. Тука се е возможно. Во категоријата за најдобра актерка, Рене Зелвигер за филмот Джуди, мислам дека ќе ја земе наградата. Рене ќе ја добие оваа награда за тоа што Академијата е наклонета да ги наградува актерките од златната ера на Холивуд и филмовите за нив, а Рене соодветно ја одглуми оваа улога и го носеше филмот на нејзиниот грб, кој не ни има филм во себе доколку се отстрани таа од равенката. Меѓутоа не станува збор за наградување на делото, туку за најдобар женски перформанс, а тука светлото од рефлекторот паѓа на Рене. Таа според мене не ја заслужува оваа награда, затоа што Скарлет Јохансон имаше подеднакво тежок лик за глумење во Marriage Story и во неколку сцени покажа владење на актерската игра, кое не сме го виделе од неа во минатото. Затоа сметам дека таа ја заслужува наградата која нема да ја добие. Во категоријата за најдобар актер, Жоакин Феникс од Джокер сметам дека ќе ја добие наградата. Перформансот на Жоакин ќе остане запаметен и 100 години по доделувањето на Оскарите, затоа што на уникатен начин се справи со маниакалниот лик, танцувајќи во неговите чевли. Заслужена би била наградата, а Бандерас, Ди Каприо и Драйвер може да бидат изненадувањата, доколку Академијата не е пријатно настроена кон вештачката контроверза околу Джокер и гласачите се одлучат за некои од останатите конзервативни перформанси. Наградата за актерка во споредна улога, сметам дека ќе добие Лора Дерн од Marriage Story. Дерн доби неколку награди во оваа категорија во изминатиот месец и е неприкосновен победник кој има најголеми шанси за наградата, иако во оваа незина арогантна и манипулативна улога сме ја погледнале во минатото. Според мене не би била заслужен добитник, бидејќи Скарлет во Джоджо Ребит создаде еден лик кој за кратка минутажа успева на директен начин да се поврзе со гледачите и ги освои нивните срца. Дерн е впечатлива, но сметам дека хуманиот пристап на Скарлет ја заслужува наградата. Во категоријата за најдобар актер во споредна улога би ја добил Бред Пит за Once Upon a Time in Hollywood. Пит на неколку доделувања на награди победи во оваа категорија и наградата би била во сигурни раци затоа што беше по дефиниција сето тоа што му е потребно на главниот лик за да ја добие потпората во делото, Робин на Тарантиновскиот Бетмен.
Наградата е заслужена, иако ме плаши дека Академијата може да го загуби допирот со реалноста и незаслужено да награди некој од останатите актерски ветерани, само затоа што има афинитети кон него, а не кон неговата изведба. Ова се однесува на Хенкс или Пачино, кои ги киднапираат филмовите наместо да придонесат за нивното збогатување. Во категоријата за најдобар дизајн на костими, Little Women, сметам дека ја заслужува оваа награда со оглед на тоа што периодичните костими секогаш биле славени од страна на Академијата, посебно ако станува збор за баалски фустани од изминатите векови, така што Грета Гервиг мислам дека има направено солиден избор што дозволило со помош на костимографката Жаклин Дуран да им дозволи на младите и бунтовни актерки да си состават облека од понудениот избор, како што сметаат дека би била носена од нивните ликови. Заслужен би бил Оскарот, иако 70-тите години на Тарантино и лудата Втора светска војна на Вајтити си има свој незаборавен шарм, кој е асоциација за самите дела. Во категоријата за најдобра монтажа на звук, 1917 сметам дека ќе добие наградата на снимувањето на звучниот хаос во рововите, од говорите до експлозиите и стрелите. Сметам дека одделите ангажирани за монтирање на звукот на 1917 легитимно се измачиле за да ги склопат во една убедителна целина. Заслужен би бил Оскарот, а монтажата на болидите на Ford vs Ferrari, како и артифицијалните звуци на Star Wars представуваат сериозна закана. Во категоријата за најдобар микс на звук, сметам дека 1917 е фаворит. Големи оддели се ангажирани за балансирање на военото лудило во една кохерентна и разбирлива матрица на која засебно се истакнува секаков наплив на звук, така што мислам дека наградата ќе биде во рацете на 1917 и во оваа категорија би била заслужена, иако мој фаворит е Ad Astra, затоа што нема други номинации, а тишината имаше подеднаков удел во филмот како и брканиците на различните планети. Би бил задоволен доколку Ad Astra ја земе оваа награда од мртвите раце на загинатите војници во 1917. Во категоријата за најдобар краток анимиран филм, сметам дека Дотер треба да ја земе оваа награда. Од кратките кои ги погледнав, на Дотер му ја давам предноста пред другите, затоа што од фаму се имаат надминато себеси. Со немирната поставеност на камерата, стоп моушен анимацијата на традиционално руинираниот и мувлосан свет кој го приложува оваа школа, гледаме интимна фамилиарна приказна на која не и се потребни зборови за да ја пренесе замислата, само магичен реализам. Иако Херлов има фамилиарна приказна со горчина и срцепарателност, а францускиот Memorable има вешто прикажување на детеријацијата на разумот на сликарот преку неговите цртежи, сепак Дотер сметам дека е супериорен филм на идејно и реализационо рамниште. Во категоријата за најдобар краток игран филм, сметам дека Сарија ќе добие наградата. Солидни се сите краткометражни филмови оваа година, но верувам дека социјално ангажираниот Сарија ја има погодено бегалската криза, овој пат во Гватемала, со силување, физичка тортура на деца, многу грозоморни чинители има во содржината и пристојно е снимен. Мој личен фаворит е комедијата Нефта фудбал клуб, затоа што идејата е уникатна и урнебесен е епилогот, меѓутоа му недостасува силината на ангажираноста која има Сарија, што не го засенува неговиот квалитет. The Neighbor's Window исто така има убав пресврт и поставеност на ликовите и се издвојува затоа што е еден поглед во отуѓеноста на модерното општество и неценењето на тоа што се поседува, кое му го загарантирал местото во друштвото. Во категорија за најдобра филмска монтажа, The Irishman сметам дека ќе ја добие оваа награда, со тоа што Телма ја заслужува оваа титула, за тоа што децении помина во сечење и лепење на филмовите на Марти и сметам дека тука треба да се награди нејзиниот труд. Јунмо Јанг имаше поголема тежина од неа во работата, да се избори за оформување на веродостоен тек на дејствието во Паразайт, кој е легитимниот победник во оваа категорија, но тука мислам дека треба да се оддаде почит на ветеранката која што внесува разум во делата на Марти. Во категоријата за најдобар оригинален скор,
Joker на Hildur Daughter оваа година направи, морам да потенцирам, два одлични албуми за наменска музика, покрај одличната музика за Joker, таа го сними и прекрасниот скор за Чернобил, кој е супериорен според мене, меѓутоа во оваа категорија е неприкосновена победничка затоа што создаде подлога врз која останатите ликови се движеа во делото и музиката е толку страсната што не би можела да се одвои од неговото ткиво. Десплат и Вилијамс се одамна потрошени композитори, а Ренди, иако создаде повпечатливи композиции од Томас Њуман, недостижни се за Хилдур. Во категоријата за најдобар документарен филм, сметам дека Ханиленд служува наградата. Има неколку причини зашто се издвојува филмот на Тамара и Љубо од другите, а тоа е прекрасната кинематографија и исчекорот во доближување на документарната до играната форма, како и суптилното истакнување на еколошката порака. Ова се квалитети кои ги немаат останатите филмови и затоа е заслужена оваа награда. Најголем фаворит ќе беше во оваа категорија одвратниот Аполо, кој слепо го наградува американците, меѓутоа штом тој не успеа да влезе во петте, наградата може единствено да заврши во рацете на American Factory, доколку Обама лобира на пријателите, или пак еден од двата сириски документарци, односно Форсама, кој со прикажување на ужасите на граѓанската војна низ перспективата на режисерката може да ги добие симпатиите на гласачите, како што тоа го направи на Европскиот Оскар, каде го победи Ханиленд, и се надевам дека тоа сценарио нема да се повтори на Американскиот Оскар, затоа што Ханиленд одскокнува во позитивен аспект од останатите дела. Во категоријата за најдобар краток документарен филм, сметам дека наградата треба да ја земе Life Overtakes Me. Станува збор за два бизарни документарни филмови кои што се во трка за оваа награда според мене. Life Overtakes Me на Netflix има една нишка на неодгатнатост која се провлекува кај децата кои се во кома, една тегобна недореченост која се чувствува во секој кадар. Ја има вистината, ама се крие во резовите. Другиот е стравичниот In the Absence, филм за несреќата со потонатиот брод во Кореја, кој станува всушност нехумана преписка на политичарите на сметка на неспасените деца кои останале на дното на океанот 3 години по несреќата. Двата филма оставаат кнедло во грлото. Предимство му давам на Life Overtakes Me, затоа што многу случајности има во феноменот на коматозните деца и во начинот на нивното прикажување. Во категоријата за најдобар интернационален филм, Parasite од Јужна Кореја, сметам дека ја заслужува оваа награда. Ако веќе е сериозен кандидат за добивање на награда за најдобар филм, тогаш неспорно е дека во оваа категорија само ќе се потврди установеното. Неон заврши одлична работа во промовирањето на овој филм и се издвојува од останатите поради вештата реализација која ги надмина бариерите на јазикот. Заслужена ќе биде наградата, а Pain and Glory единствено може да биде дрска конкуренција, затоа што во останатите категории тешко дека ќе има сериозни изгледи за награда, а историската номинација на Ханиленд во оваа категорија е преголем успех за еден документарен филм кој застанува рамо до рамо со гигантите. Во категоријата за најдобар продукцијски дизајн 1917 има предност пред другите. Ова е многу тешка категорија затоа што сите филмови има различен и одличен дизајн, но Денис Гаснер се издвојува по мапирањето, вежбањето за мерење дистанцата за копање на рововите, градење на куќите со отвори за непречени премини на камерата во филм, во кој не се повторува ниту еден дизајн, заради зацртано патролирање напред на војниците без обзрнување. Домот на богатите наспроти домот на сиромашните во Parasite исто така е за истакнување нацистичките домови во Джоджо Ребит, тарантиновското ревитализирање на 70-тите и гангстерските сценографии на Скорсезе се временски капсули кои дизајнерите одлично ги имаат конструирани. Секој е заслужен победник во оваа категорија. Во категоријата најдобри визуелни ефекти сметам дека наградата ќе му припадне на The Irishman. Ова за мене е најнезначајната награда, за која што воопшто не ме интересира кој ќе ја добие. Прогнозирам дека The Irishman ќе ја
добие наградата поради техниката за подмладување која е применета на тројцата актери. Во The Lion King ги имаме морничавите животни кои зборуваат, во 1917 имаме авиони кои паѓаат и транзиција на кадри, а Star Wars и Avengers немаат сценарија, режија, актери, кинематографија, ништо не поседуваат освен гринскрин, така што овие блокбастери живеат за оваа техничка награда. Мене ми е сеедно кој ќе ја добие, би преферирал да не се доделува повеќе и да започне да се доделува наградата за специјални ефекти, затоа што тие се уметниците за мене кои што вајаат во реалноста, а не пред зелен екран. Во категоријата за најдобра кинематографија, наградата за жал ќе му припадне на 1917-та, односно на Роџер Дикенс, кој што се подготвува да ја добие оваа награда, и екзибиционизмот да го сними овој филм во еден кадар и да се игра со светлото во исклучителни ситуации, заселен со маркетиншката кампања на филмот, сметам дека ќе го доближи до Оскарот. Нема да биде заслужен, затоа што мојот фаворит е Джарим Блашке, кој создаде музејски артефакт од камера за да го сними клаустрофобичното лудило на The Lighthouse. За жал, нема да се случи тоа изненадување, но потајно го посакувам. Во категоријата за најдобар мејкап и херстайлинг, наградата ќе ја заслужи Bombshell. Нема машки филмови со клоун со зелена коса и војници со шлемови на главите што да бараат во оваа категорија, кај што актерките кои се верна репрезентација на вистинските новинарки од агенцијата ја заслужуваат оваа награда. Точно е дека за Джуди треба да се преслика животот на Гарланд, а за Малефисент да се создаде фентази изгледот на ликовите, но мислам дека Bombshell, шминката и обликот на косата помогна во доближување на ликовите до гледачите. Во категоријата за најдобар долгометражен анимиран филм, сметам дека наградата заслужена би била за Клаус. Тука мислам дека ќе се случи најпријатното изненадување на наградите за мене. Клаус од секој аспект е супериорен во оваа категорија, затоа што има уникатен приказ на веќе одработена тематика во милиони верзии, има опасна екипа на аниматори кои на успешен начин со помош на сенки создадоа 3D длабочина на 2D цртеж, што е револуционерен подвиг. Netflix застанува против Pixar и Universal, кои ама баш никаков придонес немаа за анимацијата оваа година, Laika, кои се традиционално добри со нивните стоп моушен потфати, и I Lost My Body се издвојува со одлично изведена интригантна приказна, која од прва до последна минута го плени гледачот како врвен артхаус филм, но исчекорот и на форма и на содржина оваа година го направи Клаус и не би било фер доколку му биде одземена наградата. Во категоријата за најдобро адаптирано сценарио, сметам дека Джоджо Ребит има најголеми шанси. Мислам дека во оваа категорија Джоджо Ребит има можност да се доближи до наградата, затоа што најголемиот придонес е хумористичниот тон кој го додава Таика во книгата, во која нема никаква трага од него и е во корелација со трагичната приказна. Филмот не е фаворит во споредба со адаптацијата на ликот DC, меѓутоа е своевидна замисла на ликот од страна на Филипс и тоа подобро отколку што заслужува, но исто така Гервикс има помачено да ги скроти ликовите од семејството и да ги приспособи на ниво на говор и заемна интеракција, да бидат верни на изворниот материјал. Трите филмови се силна конкуренција и сосема различни проекти, па затоа се е возможно. Во категоријата за најдобро оригинално сценарио, Once Upon a Time in Hollywood на Тарантино има најголеми шанси, затоа што секоја година Тарантино е награден за убавината на неговиот пишан збор, па оваа година мислам дека повторно нема сериозно да го сватат како режисер и ќе му ја доделат оваа награда. Иако да не бидеме наивни, затоа што има опасна конкуренција и во корејската антикапиталистичка идеја и во военото лудило на Мендес, во изложување на интимата на Бомбах, па дури и во Агата Кристи лакартиите на Рајан Джонсон. Нека победи најдобриот. Во категоријата за најдобра оригинална песна, сметам дека I'm Gonna Love Me Again на филмот Rocketman ќе добие оваа награда. На неколку доделувања на награди оваа композиција на Rocketman се закети со престижот, така што не би ме изненадило доколку и тука го добие тој примат. Нераскинлив дел е од мюзиклот и функционира сама за себе. Иако баладата од Breakthrough е впечатлива, исто како и певливата песна од Frozen 2, а од политички поводи секако дека на неквалитетниот Хериет може да му биде доделена наградата,
но ниту една песна не воодушевува ниту на прво, ниту на повторно слушање. Ова беше бонус изданието на дигиталната архива Видеологија, посветено на прогнозите за добитниците на наградите Оскар. Доколку ви се допадна, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот, посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица и благодарам за вниманието. Поздрав!